Карциномот на простатата е втората најчеста смртоносна појава кај мажите, веднаш после карциномот на белите дробови. Ноември е месецот за кревање на свеста за машкото здравје. Нејасна е причината за појавување на рак на простатата, но најчесто истата е поврзана со генетска предиспозиција, ентикум и начинот на живење. Исто така, поголемото внесување на месо, месни производи, помалку овошје и зеленчук доведува до појава на оваа опасна болест. Месец ноември знаеме дека е месец на машкото здравје. Една од најчестите заболувања кај мажите е простатата, и тоа како аденом на простата, како простатит или карцином на простата. Во нашите уролошки амбуланти најчесто доаѓаат пациенти кои што се жалат на тегоби од страна на простатата, и тоа аденомот се јавува во нешто покасната фаза, во покасната возраст, после 50-60 години, додека простатитот или воспалението на простатата се јавува и во помладата возраст. Причините за појавата на аденомот на простатата е возраста, а сигурно и механизмот на појавата е во промената на тестостеронот во дихидротестостерон. И многу значајно и важно што сакам да апелирам до граѓаните е развивањето на карциномот на простатата, кој што во последно време го имаме многу почесто. Ризик факторите за појавата на карциномот на простатата е пред се возраста. Се смета дека со старењето, со зголемувањето на годините, веројатноста за појавата на карциномот на простатата е многу почест. Така да се смета дека мажите над 75 години, од 7 мажи, 1 маж ќе заболи со карцином на простата, а со зголемувањето на возраста, над 85 години, веќе на секој 6 маж ќе заболи со карцином на простата. И се смета дека при длабока старост секој маж ќе биде болен од карцином на простата. Меѓутоа, карциномот на простата може да се јави и кај младата популација, значи имаме ние пациенти, најмладиот пациент има 35 години, значи и младите луѓе не се поштедени од оваа лоша и опака болест. Многу битно е превентивно, значи имаме ние тестови кои што може превентивно да ја диагностицираме карциномот на простатата, тоа е така наречениот туморски маркер ПСА, и се препорачува дека кај сите мажи над 50 години, а над 60 обавезно, еднаш годишно да се прави тој туморски маркер и дигиторекталниот преглед. Значи, тоа ни е у превентивата за појавата на карциномот на простатата, а друг ризик фактор, значи, за појавата на карциномот на простатата е семените заболувања, значи кај пациенти кои што во фамилијата имат болен од карцином на простата, имат голем ризик да се јави и кај нив. Потребата од навремено одење на прегледи е огромна, бидејќи станува збор за сериозен проблем кај мажите. Тестот кој се препорачува барем еднаш годишно не е бесплатен, но е ефтин и во соработка со Фондот за здравство, па е во можност секој маж да си го дозволи. Ја моментално бев кај доктор Кожухаров за простата и за бубрек. И ми рече, ми дај лекарства да ги потребам после 3 месеца да се јавам поново. На 6 месеца, јас сум тај, одам, вршам контрола на 6 месеца. Добро. Да. И препорачуват ми како има резултати и користам се терапијата редовно. Прегледот за рак на простатата се извршува со ехо и истиот не бара преголема ангажираност, а нуди навремено спречување и лечење. Годишно во Македонија бројот на лица болни од карцином на простатата се движи околу 15 до 20, кои се третираат на клиничката болница во Штип на оделението за урологија. За разлика од пред 10 до 20 години, бројот значително е намален, бидејќи свесноста кај луѓето е се поголема.